Државна матура ќе има, но ќе се полага по скратен материјал. Иако средношколците бараа да нема, дел од нив сега се пишманија. Па наместо укинување на државната матура бараат скратување на предметите. За да се најде решение, тие денеска седна на иста маса со министерката за образование и предложија намалување на бројот на предмети од 4 на 2 испита, но оттаму го одбија овој предлог. Побараа да биде олеснет и наставниот материјал што го изучуваа преку онлайн платформата откако почна пандемијата, односно од второ полугодие и трета година. Ќе има многу едноставни прашања, што ќе му биде полесно за учениците да полагат на истата. Но за првата барање што е намалување на бројот на предметите, тоа е предвидена во концептот за новиот концепт за државната матура за наредната година. Треба да знаеме дека секоја држава, секој образовен систем во светот има државна матура, затоа што тоа е важен дел на евалуација на знаењето на учениците. Од Министерството за образование вела дека простор за договор има, а државната матура ќе биде задолжителна и имало доволно време да се организира. Имаме 6 месеци за да се подготвиме за државната матура, што е и повеќе од доволно за организирање на овој процес. Разбираме дека постои страф и несигурност кај средношколците во однос на безбедноста и самиот процес на подготовка, но токму затоа сме тука низ заеднички диалог да понудиме решение кои ќе гарантираат безбедност и поддршка. Заедно со учениците, училиштата, со наставниците и секако со здравствените власти ќе најдеме начин како самото полагање да биде безбедно, велат од МОН. Инаку од Сојузот на средношколци вела дека протести за сега не биле опција, бидејќи сакаат институционално да го решат проблемот. Сметаат дека олеснителна околност е што матурантите ќе имаат лесни прашања на државната матура и тоа за материјалот кој го изучувале преку онлайн учењето. Инаку државната матура во учебната 2020-2021 ќе се полага од 29 мај до 14 јуни.